Диабетичарите во Македонија се уште функционираат со мануелни инсулински пумпи. Воведувањето на автоматски пумпи ќе им помогне во регулирање на шеќерот и нема да имаат дополнителни други заболувања директно предизвикани од оваа болест. Ова го истакна од Сојузот на Сдружение на диабетичари во пресред на конференцијата посветена на диабетесот која ќе се одржи на крајот на овој месец. Најчести кои ги среќаваме се ампутации, оштетување на очно-одноочен притисок, срцеви заболувања кои доаѓаат од компликации од самиот диабетес. За да не дојде до тоа, затоа и ние самите бараме да може да се достават CGM, автоматски инсулински пумпи кои се итекако потребни за лицата со тип 1 диабетес, бидејќи автоматски со тоа ние имаме панкреас. Сега тој панкреас е џебен панкреас, но помагат за регулација на гликемијата во крвта. Оперативниот директор на Сојузот кажа дека околните земји веќе сериозно вложуваат во превенцијата, додека пак земјава според него е чекор назад. Имаме некои сознанија дека веќе во некои од соседниве држави почнале дистрибуции на автоматски инсулински пумпи, на оние пумпи кои се врзани со CGM, односно со сензор за мерење шеќер. Континуирано самата пумпа си пушта на одреден период инсулин, си мери, прави регулација. Сега за сега и тие се во некој тест период, но моментално тестот кај нив и информацијата која ние имаме дека се одвива во најдобар ред. А токму градење на систем што ќе штити и превенира, ќе биде целта на конференцијата, која ќе се одржи на 20 и 21 март, на која ќе се обединат пациенти, лекари од различни специјалности, како и представници на институции и носители на одлуки. Во земјава се проценува дека со диабет тип 2 живеат околу 140.000 пациенти.